Синан Витија, Ефтим Гашев, Јасен, се само илустрација за едно време. За првиот, семејството бара информации, вториот, бара казна за луѓето кои ги вршеле прогонствата и наглас да се каже кои биле и како завршувале политички неподобните. И државата и така ги учат младите. Аз знам па 92-а, 91-а. А интервалот е души што бевме у затвор, што не убивава, палева, фрлава од затвор. Затоа не треба се каже ништо. Затоа се револтирам. Треба да се каже дека ние сме биле против Југославија. Од има луѓе кои уште ја сонуват Југославија. Ја не ја сонувам Југославија. Јас ја сонувам татковината. Само не и ваква, нажалост вака како што е распарталена. Коските засега остануваат мистерија, а Јасен символ на гревовите на ЈНА, за волјата или неволјата, да се расчисти со минатото кое оставило горчливи белези во многу животи. На потеки истражниот судија кој би требало со јавноста да сподели детали од истрагата. А сега одиме во Велес, каде што се уште жива е темна сенка од минатото, кога невини убиени беа 52 велешани. Кој воопшто зошто го сторил тоа и уште повеќе кои се оние на кои им пречи и спомен од бележието поставено во нивна чест кој ден денеска се руши. Владимир Тевчев. Неколку истрели, најмногу 10, па удари со копат, штокмак, крици и потоа тишина. Луѓе во униформи молчешком копаат гробница, фрлаат тела без ред, еден врз друг, како ќе им дојде. И потоа молк, 50 години. Никој не сакаше ни збор да изусти што се случи со 53-цата велешки затвореници, чиј трак се изгуби ноќта помеѓу 15 и 16 јануари 1945 година. Помеѓу нив и лекарот Богдан Попѓорчев, учен човек, дипломец во Виена, ценет меѓу велешани. Тогашната комунистичка народна власт го сомничи дека соработувал со фашистите. Убиен е како и другите, без да му се суди, без да му се докаже вината. Неговиот син, познатиот македонски новинар Борис Попѓорчев, 20 години талка по институциите за да дознае кој ја нареди екзекуцијата. Но тешко му оди, постојано наидува на пречки. Се уште немаме посмртници. Немаме ни пресуди. Една пресуда, кога јас располагам, таа е добиена на поинаков начин, нема да говорам за тоа. Но, ако немаш пресуда врачена, ако немаш посмртница за тој убиенот, ги нема ни во црковни, ни во општински книги, не се запишани. Што тоа значи? Дека нешто е нерегуларно. Каква е таа држава која не знае што се случило со нејзините граѓани? Екзекуцијата на 53-цата велешки затвореници е една од најголемите мистерии во повојната македонска историја. Нивната судбина долго време беше табу тема. За ова поотворено почна да се зборува дури по осамостојувањето. Ликвидациите во Македонија почнале веднаш по второто заседание на АСНОМ на крајот на 44-тата. Тогаш членот на председателството на АВНОј Едвард Карделј му забележал на првиот човек на македонските комунисти Лазар Колишевски дека Македонија има неколку минуси кај комунистичката партија на Југославија. Меѓу нив било и тоа што оваа република дала најмалку жртви во војната. По 7 јануарските случувања и бунтот на македонските офицери на Скопското кале и во Штип оти не сакале да се борат на Сремскиот фронт, во Македонија дошол Јефто Шашич, висок функционер на разузнавачката служба КОС. На пат кон Штип имал проблеми со возилото, па на 15 јануари останал во Велес. Ликвидацијата е поврзана точно неговиот престој во Велес, кога истовремено и вечерта кога престојал во Велес фактички е и ликвидирани се ликвидирани 53 велешани. Наводно таа вечер, по гозбата која му ја приредиле домаќините, Шашич поднапиен почнал да се распрашува како функционира новата власт и дали има непријатели. Му кажале дека во затворот има 50 на луѓе кои се под истрага за соработка со фашистите. Да се стрелаат, гласела наредбата на Шашич. Во суштина се работи за еден многу интересен случај, каде што имаме групна ликвидација без судска одлука. И тоа мислам дека е еден голем негативен поен во смисла на тоа што тогаш имавме и веќе воспоставени судски систем, значи судска власт, веќе се покрена постапки за собирање доказен материјал, како и тоа што тие веќе беа и затворени. Малковски и Попѓорчев се иницијатори да се отвори прашањето за ликвидацијата на овие луѓе.
По неколку годишно истражување, во 96-та тие успеа да ги натераат тогашните власти да почнат со ексхумација на телата. Гробницата е пронајдена во местноста Ветерско во близина на селото Летевци, кај стариот пат Велес-Скопје. Ова е местото на кое што се екзекутирани 53-цата велешани. Според обдукцијата која што е направена пред 12 години, во масовната гробница се пронајдени само неколку чаури, а коските биле искршени, што укажува на тоа дека тие биле удирани со копачи и со токмаци, а крвните подливи на коските укажуваат на тоа дека голем дел од нив се закопани полуживи. Но иако обдукцијата ги докажа сомневањата, се заврши тука. Семејствата на убиените се уште немаат никаков документ за судбината на нивните најблиски. Постои една зачудувачка ноншалантност, најблаго речено, не сакам никого да навредам, но ако сето тоа така стои како што стои, за жал, заклучокот е дека некој и не сака да го отвори. Иако, колку што ми е познато, сите учесници на масакрот во Велес и во Куманово веќе не се меѓу живите. Имаат и они семејства, ама и ние имаме семејство. Тоа само покажува дека ние се уште не можеме да се одвоиме од тоа комунистичко наследство, сметајќи дека се што не е припадност на комунистичката партија или се што не е припадност на комунистичката идеологија е антимакедонско, антинационално и така натаму, што тоа не е точно. Мислам дека и комунистичката партија си има своја заслуга во историјата на Македонија, меѓутоа и ВМРО си има своја заслуга во историјата, меѓутоа и сите други историски настани во континуитет хронолошки наназад си имаат своја заслуга во историјата на Македонија. Семејствата бараат од државата да ги поништи сите судски пресуди за овој случај и покрај тоа што тие се фалсификувани и напишани после екзекуцијата. Поднеле закон кој веќе 9 години стои заборавен во нечија фиока. Многу лесно се сваќаат некои работи, а многу трагични, многу болни кои се случиле во нашата понова историја. И ако ние најавме сила за многу други работи да ископаме и да рехабилитираме и да ги афирмираме, не ми е јасно зошто вакви неколку драстични случаи се уште стојат во фиоки и не наоѓаат разречност. И мене понекогаш не ми е јасно затоа што веќе е откриени се тие 53 души, веќе за тие 53 души се знае, објавено е доста по списанија, по весници и така натаму, се спрема и една книга за тој случај. Македонија годинава го донесе законот за лустрација, но Поп Ѓорчев не верува дека тој ќе помогне државата да расчисти со злосторствата од претходниот режим. Тој закон тешко ќе ја оствари својата намена и не знам што ќе се постигне, иако се го безброј пати прочитал законот. Јас лично не верувам. И ние сега треба да живееме по 100 и кусур години што истражуваме, за да дојдеме до 2032 година, ако не грешам, да дочекаме тој ден да ги се отворат таа документација и да видиме што се случило всушност. Малковски е по-оптимист. Мислам дека Македонија има волја, дефинитивно во Македонија постои сега волја, веќе сите предуслови за еден таков чин се веќе на дело, значи ги гледаме, така што мислам само дека треба тоа да се поттикне, треба едноставно правно да се регулира, правната процедура да се запази и тоа да се дефинитивно да се доведе до крај. Можеше многу порано тоа да се стори, но тоа не можеше и не ќе може се уште се стори, затоа што многу архиви се уништени под број 1, број 2 се скриени од тие што сакале да се скријат, недостапни се во секој случај за оние што проучаваат, јас сум еден од тие, веќе 16 години копам по разни архиви и институции. Сепак, еден случај од април годинава сериозно го отвори прашањето расчистува ли Македонија со минатото. Споменикот на заедничката гробница на 53-цата екзекутирани велешани беше демолирана и повторно со токмак, исто како што беа и убиени. Полицијата и по 7 месеци не знае кој го стори овој вандалски чин.